Професори, лектори, преведувачи, студенти од филолошкиот факултет, млади луѓе и други јазиколюбци добија задача да создадат нов креативен збор на македонски јазик. Со скенирање QR код со мобилните телефони преку посебна апликација, учесниците ги испраќаа новокреираните зборови. За неколку минути веќе беа преброени 30 на нови. Очо зборлив, психологинка, скитожелен, здраволюбец, вселенар. Првиот е Опинионџе. Може да ми каже кој го напиша Опинионџе? И се стига. Убавија, да оструи, фати струја, зборолюбец, дожди, убавење. Активноста беше дел од панел дискусијата на тема зборообразување и новите димензии на македонскиот јазик. Меѓу говорниците беше професорката Илина Јакимовска од Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ, која се осврна на неколку начини за збогатување на јазичниот фонд. Првата основа, според Јакимовска, може да бидат странските јазици во кои веќе постои збор за нешто. Значи, во Гинисовата книга на рекорди, според густината на значење содржана во еден збор, или најзипуван, како да кажам, збор, е мами хлапи на тапеи од јазикот на народот на Тиера дел Фуего, најјужниот дел од Јужна Америка, кој што означува, и сега верувам дека ќе го имате оној аха момент, кога двајца се гледаат, секој од нив знае дека нешто треба да се случи или посакува да се случи, но никој од нив не сака да биде прв. Значи, антрополошки гледано, ова е еден, сега не сакам да го потребам зборот доказ, бидејќи асоцирана на hard sciences, но еден знак, едно укажување на универзалноста на човековите чувства. Меѓу потенцијалните извори на нови зборови, професорката Јакимовска не ја заборави и вештачката интелигенција. Значи го прашав ChatGPT, измисли ми сосема нов македонски збор. Тој ми одговори. Сосема нов тој, пазете. Некој млад така. Сосема нов измислен македонски збор е мислоблиск. Ова може да се користи за да се опише некој што има склоност кон креативно мислење или кој врзува идеи и мисловни процеси. Во дискусијата учествуваше и писателката Фросина Пармаковска, која сподели дека честопати чувствува недостиг на зборови при пишувањето. Незините романи се базираат на идеи за ликови, за чие градење требаат многу зборови. Сега некои што ми текнуваат, затоа што е прилично свеж последниот роман, се работи за еден лик кој што е подобен за создавање на такви зборови. Значи, тој е лик кој што е внук на магионичар, копнеач кој закопнеа и докопнува, верувач, сакач, звездопостилач, лик кој самува, баш го спомена професорката тој збор, чезнеач и исчезнувач. Се трудам, се обидувам да придонесам со некои изведенки со зборови, со некој пополнување на тие празнини каде што јас ги чувствувам кога пишувам. Пармаковска се осврна и на ригидноста на лекторите за употребата на одредени зборови во делата, наведувајќи ги турцизмите како пример. Ако зборуваме за зборообразување, јас исто така и во таа насока и негување на некои подзаборавени зборови, мислам дека македонскиот јазик го нема тој луксус да заборава зборови, затоа што и онака ни е сиромашен речникот. Професорката Славица Велева од Филолошкиот факултет при УКИМ не се согласува со оценката за сиромашност, зашто вели ако одреден збор го нема во речникот, не значи и дека не е стандарден. Не може да кажеме дека едноставно ќе легнеме и ќе чекаме некој збор да ни дојде или да го најдеме во речникот. Како што ви кажав, тој може и да едноставно да профункционира. Сега во однос на функционалност или во однос на слободата на креирањето во македонскиот, работејќи на зборобразувањето во функционалните стилови, заклучокот е колку што еден функционален стил е поблизок до нормата или ограничен со нормата, таа креативност или слобода во создавањето е поограничена. Колку што е подалеку или понеобврзан тој стил кон нормата, толку е креирањето, креативност и слободата поголема.
На дебатата беше отворено и прашањето за јазичниот пуризам во Хрватска, каде се бара хрватски неологизам за секој странски збор, па наместо метро велат подземница, за тачскрин додирник и слично. Зошто македонскиот не го следи истиот пример? Јазикот ви е жив систем. И тој систем природно отфала туѓо тело и на некој начин ги филтрира формите. Не би рекла дека треба до тој степен да сме пористи, но не треба да се најде една рамнотежа, но не треба и се да се зема здраво за готово, па да се ребрираме наместо да прославуваме. Во дискусијата се вклучија и дел од присутните во публиката. Помладите прашуваа дали може да се употребуваат конкретни зборови или за соодветен превод на странски. Професорката по македонски јазик и лекторка Татјана Евтимовска беше прашана за феминативите кај професиите. Јас застапувам еден малку можеби така краен став или радикален, дека новото време едноставно бара жените кои што работат во определени професии, кои што дури се и поброени во професијата отколку мажите, да имаат соодветен терминолошки назив. Па така да речеме како што зборуваме, нели, порано сме зборувале за родинка, слугинка, домаќинка, денес можеме да зборуваме и можеме да дебатираме за тоа дали жената психолог ќе биде психологиња или психологинка или можеби нешто трето, дури психолошка, што на огледо не им се допаѓа многу бидејќи не ги се сопаѓа со придавката, ама имаме и многу такви примери каде што нели употребата на женскиот род во професијата се сопаѓа со придавката, па имаме работничка или не знам, наставничка. Заклучоците од дебатата се движеа во насока на тоа дека времето ќе ги покаже новите димензии на македонскиот јазик, но и дека не треба да се практикува јазична дембелаана, фраза на Блаже Коневски за лесно и некритичко прифаќање на сите странски зборови како стандардни во нашиот јазик. Ова што сега го имаме и ова што сега се случува и ќе се случува, јас сум уверена дека навистина ќе следиме и ќе слушаме и дека имаме нови грижници или нови љубители на јазикот кои што ќе се обидат да направат формат кој што ќе го доближи чистиот македонски јазик, убавиот, креативниот, не само до нив како генерација, туку и до оние кои што доаѓаат по нив. На настанот присуствуваа многу млади луѓе, какви што се и иницијаторите на дебатата. Виктор Бучковски, правник од УКИМ, и Игор Антов, кој е на постдипломски студии по политички науки во Германија. Идејата им дошла спонтано, делумно исфрустрирани од пречестата употреба на англиски зборови при нивните интерни муабетења. Сепак, не ја прифаќаат тезата дека македонскиот е сиромашен јазик. Ние недоволно сме креативни на македонскиот јазик. Така би се изразил, бидејќи кога последен, јас не се сеќавам пред професорката некој мене да ми објаснил дека од збор Гане Тодоровски направил 35 нови збора, значи само од еден збор, што останало тогаш на другите зборови. Така што не ми се согласил дека е сиромашен, туку би рекол дека не сме доволно креативни. И кога човек подолго време живее во Германија, до душа веќе во првиот месец кога го владее јазикот на високо ниво, може да ги воочи тие сличности на тоа како јазикот го отсликува германскиот, да речеме, систем. И воден од таа, веќе кога ќе го воочи човекот еднаш тоа сознание, не може барем јас лично да не направам паралела со нашето општество дома. И така природно, барем кај мене, се разви идејата како да го збогатиме македонскиот јазик, како да го направиме поатрактивен не само во пишаниот говор, туку и во секојдневниот говор. Пред се и пред младите, но не само, се разбира, тоа е процес кој што ги опфаќа сите генерации. Игор и Виктор планираат да продолжат со активностите за да ја популаризираат, па и да ја формализираат идејата за кревање на свесноста дека е голем потенцијалот за креирање нови зборови во нашиот јазик, кој, како што велеше Коневски, е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината, како куќа, како дом, како огниште.